Речечи неполни 30 на години ја крстара Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Не паметам колку пати су го поминувал регионалниот патен правец Кавадарци-Неготино. Секогаш кога поминувам низ овој патен правец, секогаш во мојот поглед ми доаѓаше сообраќајниот знак на кој пишува село Марена. Неодамна кога ја прегледував мојата архива, колку населени места ми остана од Тиквешката регија, за кои немам досега направено документарен запис, забележав дека меѓу останатите е и селото Марена. Почитувани мои, завршувајќи го новиот документарен запис за Стара Нова година, меѓу народот попозната како Василица, ова 2023 господово лето, така да речам на заминување, како ткес на десетка, како што многу пати во разговорниот тиквешки дијалект велат тиквешани, речиси по 30 на години се видовме со мојот пријател Звонко Костадиновиќ, меѓу тиквешани попознат по прекарот Брус Ли. Добар ден! Абе ти си без оне, бе? Добар ден. О, поштовање. Арен, добар? Добар. После 30 години се гледаме. Кај беше кај намина овдека, во Сопот? Имаме некои пријатели така. Аха. Вие славите Стара Нова година? Славиме. Како може да не слават Марена? Слушај. Не дека е Марена метропола на Балкан. Така е, слушај вака едно. За два града, Кавадарци и Неготино, само може да бие Марена. Кога ќе дојдеш во моја Марена, да направиш некое кадрови за мојано село, да видат сите какво село е моево село Марена, ме праша. За мене нема проблем. Кога ќе речеш, тогаш му реков. Дали можеш да дојдеш за голема Богородица, патронот на нашево село? Нема проблем, му реков. Не пооди долго време, поточно речено на сам ден на духовниот православен празник Свето Преображение, ова 2023 господово лето, го зедов телефонот, го завратив телефонскиот број од така да речам бивша Југославија на Брус Ли, со надеж дека Звонко Костадиновиќ го има сочувано. Зазвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. Добар ден. Брус Ли од селото Марена ми треба, новинарот Зоран го бара, проговорив преку апаратот. Овдека Брус Ли од селото Марена. Зоране, ти ли си? Го слушнав неговиот глас од другата страна на телефонската линија. Јас сум, му одговорив. Ќе ми израдуваш или? Зачудено ме праша. Кажи им на твоите соселани дека ќе дојдам во Марена на сам ден на голема Богородица. Му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. И да се знаеш, утринска богослужба ќе има во црквата, иако сето село гости си чека, а и сето село ќе ми те прошетам, со радост одговори Звонко Костадиновиќ. Речено сторено. За селото Марена тргнав со возот со оној утринскиот, кој од Шковската желничка станица во правец на Гевгелија секој ден поаѓа во 6 часот и 23 минути, кој според возниот ред во железничката станица Неготино пристигна околу 8 часот, каде што ме пречека мојот пријател Звонко Костадиновиќ и заедно со неговото возило дојдовме в село, поточно речено во црковниот двор на црквата Успение на Пресвета Богородица, каде што не пречека селскиот Питроп, кој привршуваше со подготвителните обврски за утринското богослужение на селскиот поп во чест на селската слава на селото Марена во истоимениот соборен храм, а тиквешките утрински солчевизации, кои се пробиваа низ ретките летни облаци, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на Успение на Пресвета Богородица, а ширум тиквешијата како бисер Гердан се зареди народ во правец на селото Марена. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија.
30 години патувам низ нашите заборавени македонски села. После 25 години, кога за прв пат дојдов во поранешниот мотел Балкан, односно во хотелот Балкан, во Кавадарци, тамо се сретнав со мојот пријател Брумсли, Звонко Костадиновиќ. Меѓутоа, да ви кажам реално, кога ќе ги видите оние постари снимки, кои што ги направи во тоа време, стварно Звонко Костадиновиќ, тогаш и убав и млад, личеше на Брумсли. Помина од тогаш у 60-ти година, направо помина една година, од кога бев на снимање за Василица во селото Сопот. Таму се видовме и ми рече: Зоране, да дојдиш во моето село, селото Марена, да направиш на репортаж. Го прашал, кажи ми кога му е слава на селото. Рече: Голема Богоројца. Ете, почитувани мои, дојдов во селото Марена да направи еден нов документарен запис, па се разбира, мој домаќин и водич низ селото Марена, низ неговото родно село, е мојот пријател Звонко Костадиновиќ, меѓу мештаните одека во Марена, во Кавадарецко, во Тиквешија, па дури ширу Македонија, познат како Бросли. Рече си 30-ти години, Добри 30. кога прв пат се запознавме Хотел Балкан. во хотел Балкан, и јас работев тогаш во телевизија македонска, како млад новинар. Ти беше таму вработен и твојот прекар е Бросли. Ајде ми се представиш твоето име, презиме, од која фамилија си, како се беше татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти. Така е. Татко Костиновиќ Душан. Дедо Владо, а прадедо Милан, а прадедо Станко, кој што е од Косово иселен кога Србија се осамослуе како држава и биле присилени или да се муслиманизират или да барат некој чаре. Од кое место од Косово? Од Косово е тие податок Чичко ми почина, ете тие податок него добив, кој место баш сакав да го добием. Меѓутоа, да речеме, од околината, на кој град, да речеме, Призрен, Не баш никаков тука некаде. податок. Најверојатно најповише што имало муслимани у тоа време, нека не ми замерат муслимански во тие, и со муслимани живеам со сите вери, верите за мене. Така. Број 1 сега да се почитува, али најверојатно у тоа време, како да кажам, тешки времиња, биле принудени да се населат близу Пирот до Блато. Имале имот, а 1924 во Кралство Југославија се преселуваат во Сирково. Така. 24-та, некако отпад му дошло Сирково, па нашле место на Селим Бек во Марена. И се населуваат нормално во Марена. Отприлика колку, Биле земјоделци. така, колку имот хектари земја? Околу 600 декари земја со се уче по куќина, у тоа време лојзињали, житарици што се деле, не знам точно. Така. Имам информации. А што е најбитно, кога идат бугајите, нормално србите и бугајите у тоа време имале недобри односи. Нормално имале проблеми, али со селаните си живееле многу добро, привидејќи во власта немале ни падар. И после пат 48 со аграрната реформа, од 100 декара нема право да поседуе ни една личност, се одзима таа, се конфискуе земја. Па со денилизацијата, па ни ја вратија околу 70.000 евра или колку беа точно, не знам. Јас знам, ние сме тројца браќа и на татко ми делот 4 дела по 1200 евра земе пари, мислам, од денационализацијата на прадедо ми шумава зеле. Така. 48 со аграрната реформа. Ова сега да ми кажеш. А од мајка, Да. од мајка македонка, од девјанскиот дел од Зборско се населени и селени заправо 1916 година на војкот на Првата светска војна се преселили прво во некој село каде не постоje градиште, се вика, и познати се како егејци и градивци. Костадинови и Млаткови се презивале таа фамилија. Дедо ми на мајка ми се викал Јован и тие подаци ги имам. Били оне 4 сестри и еден брат кој што погинуе во сообраќајка 70-та година. Има многу подаци, али моментално. А пак по татко ти, рече се викаше дедо ти? Дедо Владо, Така. дедо Милан,
a dедо Станко. Така. А натаки не за мене, Така. маси со чичко ми почина, Така, се познаме од блато. ова сега, ова ќе да ми кажеш. Баба ти, како се викаше? Баба ми свига Драга и черкта моја е крстена на нејзиме Драгица. Од кај беше таја? А она од Пиротско село, го заборавив како се вика. А по Пазова се прозиваше. По матичната на татко ми по изводи тоа го прочитав. Колку браќа и сестри имаше татко ти? Четворица браќа, 2 сестри, а едната која починуе на 16 години од некоја болест во тоа време, не знам шо. А другата тетка Ружа у Кавадарци, која шо е на 86 се починуе. Како се викаат твоите чичковци? Вано, Лупчо, Павле. Колку сте, да речеме, вака едно и по мајкина и по таткова линија, да речеме се насе, ако се соберите тако? Има 100 души? Има. Па и повеќе. Има може и повеќе, многу повеќе од прибедејќи биле доста деца. И од на мама страна и од на тата и така. Ова се да би кажеш. Рече дека 1924 година се да се... Од Циркова, после година време. Так. Напомна дека од некое село сте биле од Пиротско. Си били ли тамо некош во Пирот? Злато бев дури пред 3-4 години, се точно не знам. Сакав да одам порано до 96-та, ти другиот дедо ми умире, имам и друг дедо таму кој што останал. И 4 браќа биле на дедо ми мој. Има ли нешто останато од... Има останато. Чичко Зоран Костадиновиќ, кој што има синови Милош Костадиновиќ, Милан Костадиновиќ, Анđел Костадиновиќ. Кога беше... Моментално Така. иначе имам податци. Кога отиде пред 2-3 години. И се радуваше ли душата кога отиде кај потеклото на твојот дедо? Кај дете од 6 години, еднаш отидоме со татко ми, као магла сеќам, дури ја посетив куќата, а познав кај што влеземе, кај што престојуваме во тоа време. Од тога и не бев и после толку време, нормално секој си сака да се знае за предстена. Ти се радуваше душата или ти плачеше која биде дека само тоа остават куќата? И се напъни, не ми плачеше, не ми изгледа, ми се напъни и се испани животот, само ми остана на гакали, како да кажам, Така. што не сум отишол после време да посетам корените и тие работи и дури вие младите некако на дедо по куќи кај одам негде ки нагости, на дедо слика е многу ретко да видам, да се чуват, мене малце, ја обично си чувам слики, имам слики, ќе ги видиме после и така, стари слики поготово од семејство, од мајкини, од татко ми и така. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Звонко, значи овдека почиваат твоите предци Да, пред не. од фамилијата Костадиновиќ, Милан прадеото, што е така? дедо Водо, дедо Душми, дедо Мили у Скопје отиде. Така. Тука почиват и мало беби има закопано и тетка моја прада. Буките се избришени, ама споменот не се избришува. Да, што е најбитно, баба Драга, најубавата, најдобрата баба на сите, деца не лепни да баш во тоа време. Што години имаше бабата Драга Копачина прилика? 68-69 умреа. Так. Многу се беа сложни. Да се помоли
благословен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој град, за секоја земја, за нашата земја и за сите што живеат во ни со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, помилуј. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, за мирни времиња, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За сите Ја имаш фотографијата, стара фотографија некаде може, 39. значи 80 и кусор години. Ај сега да ми кажеш кој се и што се. Така се. Ево го, прадедо Милан, кој што купил земјата во Марена, по турскиот бег Селин, а презиме на турците не знам. Така? Мојот дедо Владо, на татко му, баба Драга, дедо Миле со баба Драга и дедо Душан со баба Лена. Тројца синови Душан, Владо и Миле. Вака се, ајде да почнеме од фамилијата на дедо Владо. Ајде да почнеме од најстарата черка Ружа, која што живееше 80 не знам колку години, мислам 86. Тетка Рада, која што е почината на 16 години од некоја непозната болест, замени барем, може би они знаеле. Татко ми, кој што бил во тоа време 3 години, помалиот брат Павле, а после 39-та, 40 која не знам година, Лупчо се раѓа и Вано, 48-ма, кои се сите скоро веќе починати. Така? После одиме со дедо Миле кој што останува во старата куќа, а продава и заминува за Скопје, со баба Драга и синовите Бране Костадиновиќ, Томе Костадиновиќ и черките Нада, тетка Анка и тетка Љупка, кој што останал во Скопје и тетка Нада во Скопје. Чичо Бране до нас, до нашата куќа што живее, што ме заминува за Скопје кај најмал син на дедо Миле и тетка Анка за Шушевци во Кавадарци кој што има жена. И одиме со дедо Душан, кој што имал 4 черки, а на дедо Владо кога му се раѓа 4 сина има. Кога му се раѓа татко ми, го крстуи Душан, превидејќи немал синови Душан, го крстуи на негово име, на брат му, да продолжи лоаста Костадиновиќ Душан. Во е баба Лена, тетка Смија, која што беше во Скопје, која што од некоја болест беше главонема. Во е тетка Живка, која што живееше во Скопје, се мажи во Скопје за Тетин Добре. Тетка Невенка, која што беше мажена во Кавадарци, и тетка Ботка, која што беше за даскал мажена, за учител заправо Васил Атанасов, кој што живее во Марна. И на крајот да кажам за двајцата маđари. Ово е маđар кој се викал по име Ембрач и Стрежа маđарица, која била функцијата нивна. Нивната функција била Стрежа готвила за сите јадење. Во една трпезарија биле посебно децата, посебно старите, а Ембрач бил раководител на имотот, кој е бостанца саде, кој е житарица и ги гледувал аргати во тоа време, со аргати работеле. Немало ка фирма денеска, тоа е. Се нас се одега да речеме старата лоза од прилика колку души собира? Старата лоза, па од прилика јас што прерачунав околу со авратија
внуци, правнуци, около 71, около 70 души по така. Точно податок няма, али около 70 особи. Оти одек имаме ни бројки до 20, бројот 22, тие се најстарите особи. Да, вие се сите скоро починати, сега имат. Он има черки синови, Чичугране има 2 сина, Чичутоме 2 черки. Tetka Anka, sin i čerka, tetka Ljubka, čerki 2 ili 3, ne se sjećam točno, tetka Ruža, sin i čerka, tetka Rada se je počinata, Čiču Pavle, sin i čerka, stari od 3 mlaški, 3 sina, tetka Nevenka, sin i čerka, tetka Botka, 2 sina i čerka, tetka Ruža, tetka Smilja, ko što napomenam дека останам во нема од некоја болест, син и черка и тетка Живка, 2 сина. И сега, ако земи и они имат, например, по 2 деца, затоа отприлика рачунам дека се 70. Ај малку да се присетиш на твоето детство. Како да се викаше даскал ще научи да читаш, да пишуваш, таблица, множење, делење. А тетин ми беше Васил Атанасов, што беше во Марина, исто живееше во куќите на дедо му Душан. За тетка ми Ботка Слободанка беше женет и беше учител до 4-то одделение со негов колега Душан. Во тоа време 20 учители имаше на 50 деца или колку беа, не знам. Прилика. Колку бевте во одделението вака да речеме? Во одделението прилика знам прво одделение околу 20 секолку беме. Второ, трето, беме доста, беше исполнета сета ученици. Од прво до четврто учевте тука во Марина. А до осмо? Од 8 одделение во село Сопот. Така. Сопот село. Одевте пешки? Пешки, кој имаа пари, ја пешки многу пати со опинци у тоа време си одеме, па че ни се натопат со вода. Сеќаме да дури бос отидов би се натопија гите и опинците како ми замотав, не знам. Може ли да се седиш кои игри игравте како деца во време? Игри со камења, на газози, на ораи, на тапи беме сречни тапи од шишија кои имаме, беме сречни да оберим, да најдеме тапи од шишија, во тоа време оранжада, пива, не знам какви беа и така. Како беше да речеме организирал културно-забавниот живот во твое време одека во Марена? Имавте ли фудбалски клуб? Постарите генерации, ја може малку завари, постарите генерации организираа игранка, сред село имаме дом, пинг-понг се игреше, кај игранка се користеше, па имаше Димито Леската кој што организираше, па да пукаме на кругови, па. Може ли да седиш како беше за Божик, за Великден во тоа време, за славата, летата слава на селото Марена? Тоа време немавме слава, ама имаше имиња, Свети Јован, Миранџел, кој е Миранџел и слава на пиличани што ги викаа постарите генерации, така ги останува. Цело село се посетува меѓу себе, на прочка постарите си одеали така. Таа деца во ден, сноп пари, жрти пари, бели, се ми собера, че ми даа. Беше кога се лигнемо, татко ми ќе собере и нема никаква беше човек да се. Ова сега да ми кажеш, овдека во селото Марена, од каде се има населено дојдено? Најповеќе се од Рожден и Страгово. Така. Села кои се 70 км е отприлика Рожден. Така ја дама Страгово нема ни 30. Други села така моментално нема, текно Инчи има и Клинови има. Не знам од други точно не. Така. Инчи да напоменам само за старите фамилии. Така, кои се? Така. Димичовци кои што били комшии со нашите, па Стевковци, Джамбазови, и Тодо Гричов го вика, и тие се староседелци тука, и Ланковци. Мислам сега по презимините, иначе може да
венети и така. Како се викаат овие околни места во селово Марена? Околни места. Кој смисол околни места? Викени места, да речеме. Колку мала има селово? А малото беше горно, средно и долно. Така. Имаше ли во времето, кога беше ти бејчар, кога ќе отидоте во некое село, на гости, па имаше девојчина, или ќе додеа ергени во Марена. Имаше ли, да речеме, така да речем, неколку, така да речем, закачки, дека во времето не смееше мома да се даде во друго село? Не, у нашето време неам такви познати работи, дури додека беа помали, се закача, ако порастава, почнаа дури да се дружат. Така. Еден ми остана во Сопот, имаше една група Еригона од Росоман, свиреше во живо. Знам дека тоа, таму имаше дом во Сопот. Пан беше, немаше место кај да се влезе тоа време. Песите од Бело дугме беа најактуелни, парни ваја кои не ми типни сега во момент. Ова сега, Беше, да? па после одеме многу пати како подпоразнаме, па на времето автобуси имаш до Неготно, сега не знам колку саат, до 7 саат ќе отидеме, па имаше на авионки паркот, па таму кажат диско, па таму одеме и така. Па наваки ќе стопираме, за пола саат, па у тоа време качува и така. Како го доби името прекарот простри? Актуелен беше у тоа време Брусли. Моето црна паца, тънта коса, бев дошта еластичен, народ си оде, сталото го правам до ден денеска, нончаките ги научи да ја вртам и така, Брусли. И многу не го знаат ни името Звонко. Ја да видам реален, кога прва се видовме пред 27 години во хотелот Балкан и кога ја чувам таа видео сторија, кога бев како млад новинар во македонска телевизија и кога ги гледам тие стари фотографии, стварно имаш налик на Брусни. Кажеме Па дури и ден денеска, иако си, така да речем, 60 годишен, уште неполни години, сепак ја имаш и фризурата и ликот на Брусни. да кажеме на, може би малце кај анекдота ќе дојде во Дојран, девојче мало ми беше нејарно и одев на 5-6 години во Дојран. И кога отидовме таму да се сместиме, имаше нормални други фамилии и си разговараме со жената, со супругата, со децата, додека му спремиме јадење, додека испаднеме, здраво сват, додека испаднеме на плажата, си дојдеме во она и разговараме. Првата ден имаше и од Негорци една екипа млади 3-4 со децата и жената во еден момент ми вика Брусли подај ми го тоа, али како ми рече, не се сеќам. И вие почнаа да се смеат комшиите. Шо е работа, бе? Ами вика баш викаме вие бе сетна Брусли, вика личе. А оди баш во тие момент жената вика Брусли земи го ова. И така му бе интересно да се совпадна. Така, ова се да ми кажеш. Прека. Во твоето време, кои, да речеме, плочи се слушаа од... Па ги кажа, Бело дугме беше број 1, а мене, па, Ватрени појубас, па, парни вајак, индекси, не ми тикнеја ош така, Мишо Ковач, Здравко Чолич беше испаднат, па у Велеска почнав да учам, па имаше таму диско, имаше една група Бост. Така беше интересно, барем тоа време. Да направиш една споредба со Имаме телефон. твојата младост и денешната младина. Односот, почитувањето. Се у свое време, сега малце модернизација, телефони, тогаш, ако сакаш се договориш, треба телефонот да го оставиш фиксни дали од хотел, дали од некој пријател што има телефон и така. Кој живот беше порен? Животот без телефон? Нормално дека кога имаш телефон достапен се, нормално дека ти е подобар, се е компјутеризиран, се е, да речеме, на YouTube можеш у Америка да се видиш за без пари што се вика со човек да разговараш уживо и така. Нормално дека е полесен. Ама и во тоа време имаше убавини. Имаше убавини, некој новитет кој ќе испадне беме многу поише радосни него сега. Сега не се радуеме, сега не ни е чудно ништо што и да испадне. Една ден далже, а тогаш ми беше многу поинтересно.
Според устните преданија, овде кај селото Марена некојаш било беговско село. Имаш ли некои сеќавање што ти ги раскажувале твоите дедовци и баби за кај се наоѓала беговската куќа и кај се наоѓала беговската чешма? Во тоа време бев многу мал. Дедо Миле поготово беше најповеќе разговараше за таа тема. Купена е тука била куќа на Селимбек, некој си Селимбек, и околу 600 декара земја. Не знам точно кој се, распоредени. И вие дел имало у тоа време чивчии, како ги викале. Така? 1800, 1900, точно. И дека е доведена чешма, не памтим ни делото, не знае точно. Тука добиците се поеле, овци и мале, добито, крави, што се не таму. И купена е земјата за 1924 година во Кралска Југославија. За, колку ми кажа дедо Миле, кој што заминал у Скопје таму, а продади ваа него куќата најмал нема му останува. Заминува за Скопје и 700 лири у тоа време, бидејќи турците земале у злато. Морали да ги заменат парите, динари тогашни, од банката, да му дават златни лири. Од споме, да. Кога се пазарили за тие работи, нормално дека тие турската фамилија треба да се спрема да се одат у тоа време за Турција, самоволно, нормално. И со колиги у тоа време, железни картавала, вие младина не ги знае тие, нема видено, може да видиме и ресторант закачено картавало така. И ги испратиле со ствари, со која тие работи до железничка. У тоа време железничка била превозот до Солун, од Солун на бродеви за Турција се довале. И така, тие податоци ги знам. Може би и некои други, али во момент не ми текнуе. И така. Од тој Селимбек остана и ова Да, чешма. чешма кој што предениот вели дека Следило дедо прадедо. така. Цела голема фамилија биле, не знам колку толку што ги работи. И имале доста имот. И таа куќа која што имаме од Австрија, таа реновирале после на Бетнамно. И у тоа време предвидејќи Македонија била исклучиво земјоделска земја. Готово села и така. Кој му е летна слава на селово? Етна слава е Богородица, ке се беме ваму. Така. А тој е куќна слава? Наша куќна слава, Благовец, Так. другиот брат Душко, внукот што е Дурден си го чекаме и така. Појќе дори. Поздрав здравје. Сега да ги видим вони да направи. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господ ги осведошти се радуват на Тебе, спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство, сочува полнота на Твојата црква, освети ги оние што ја сакаат убавината на Твојот дом, и прослави ги ние со Твојата божествена сила, не остави нас и надеваме на Тебе, дарува мир на Твојот свет, на црква и Твој несвещеници на народ наш, на Христоевијата војска на сите Твои луѓе, зашто довањето на секој добро и секој совршен дар од озгора, што излегува од Тебе, Отецот на светината и Тебе слава, благодарност и поклонение и вознесуваме Отца и Сина и Светиот Дух, и си вашиот си векови. Амин. Посакувам еден убав ден исполнет со радост, со љубов со вашите фамилии, со вашите најблиски. Живејте си православно, почитувајте се, сакајте се
Бидејќи овие денови кои што Бог ни дадна земјата кој што ги живееме, земниот живот, тие се праслика на другиот живот кој што ни следува. Значи секој со своите дела, со своите мисли, со своите чувства, кој што прави во овој живот, за тоа ќе му биде судено, ќе се измерат тие дела колку се и спрема своите дела и мисли, тој ќе оди пред Бога и ќе му биде определено каде да ќе се радува со Бога. Значи ве молам, почитувајте се и сакајте се како православни христијани. Господ Бог сегаш ни вели да се сакаме. Това е христијанството, љубовта меѓу христијаните. Оваа црква, прекрасна црква, стара црква, да биде секој исполнета со луѓе, со верници, не само на храмовата слава. Домачините што овде се трудат колку што се во нивна можност, исто и ваша можност како верници од Марина. За овој објект да биде малку од малку да може да се подсреди, да се реновира. Кој е во можност од вас, значи може да им помогне на овие луѓе кои што тука, ви знаете кои се трудат тие со сите сили кои што ги имаат, исто така и многу луѓе има што им помагаат, но никогаш секоја рака човечка е потребна во овој храм тука. Да сте ви живи и здрави, посакам на сите еден убав ден. Најпрво да светиме вода, потоа ќе земе ќе ги испиеме колачињата. Ве молам кумовиот колач да го однесете надвор кај водиш се свете. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни помилуне, свети Боже, свети крепки, свети бесмртни помилуне, свети Боже, свети крепки, свети бесмртни помилуне. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и сегаш и вечни векови. Амин. Отче наш кој си на небеса, да се свети името Твое, да дојде царство Твое, да биде вољата Твоја, как на така на сината лебот наш дан, го донеси прости благоите наши, како што им прощаме наши должници, не ни војде во искушение, но избави од лукавиот. Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и сегаш и вечни векови. Амин. Ако своето успение не си го оставила свето, духу си се преселила во животот, мајко на животот, и со Твоите молитви ги спавуваш од смртта наши души. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил земјата, раѓа многу различни плодови за нас, а да е храна наша, кој ти да му учини ден, кога биле во благо, храниш ги со семе си ги погожал посветли, од оние што биле со слав храните ти само цел, цар благослови овие семе со различни плодови и освети оние чија плоди, зашто Твоја слава во слава чисто успението на Пресвета Богородица и за спомено нешто починено благочестие, верува се принесот во раби, за да добар Боже на нашо украсиле и извршуваат спомен подарим се што проса спасение за нас на Твоите вечни блага. Помолите на пречиста Владица наша Богородица сегашна Марија, чисто успени го исполнуваме на сите Твои свети, Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги лебоите веносот Твојот сведо сега и сегаш вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги лебоите веносот Твојот сведо сега и сегаш вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги лебоите веносот Твојот сведо сега и сегаш вечни векови. Амин. Крепки, свети бесмртни, помилуй ме. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуй ме. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуй ме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и пресно и во веки веков. Амин. Свети бесмртни, помилуй ме. Господи помилуй, за небесен мир и спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи помилуй, за мир во целиот свет, за благословство на свете Божји цркви и соединувањето на сите, да се помолиме на Господа. Господи помилуй, за мир во целиот свет, за овој свет, хран со нешто влегуваат во него со вера, набожност, страв Божи, да се помолиме на Господа. Господи помилуй, за високо преосвещенишиот митрополит нашегот ангел и за сето Христа наше братство. Господи помилуй, за благочестивиот и православен народ наш, се помолиме на Господа. Господи помилуй, за да се освети ова вода со силата дејство действувањето на Светиот Дух, да се молиме на Господа. Господи помилуй, за да слезе на ова вода очистителното дејство на предвечната Тројца,
Да се молиме на Господа, Господи помилуј, да биде оваа вода лековите за душите и телата и за изгонување секоја непријателска сила, да се молиме на Господа, Господи помилуј, за да се испрати благодат, се исполни благослови Јорданово, се молиме на Господа, Господи помилуј, за насите на кои што и треба од Бога помош и заштита, да се молиме на Господа, Господи помилуј, за да се просветиме со духовната светлина, од едносушната Тројца, се молиме на Господа, Господи помилуј, за Господ нашиот Бог, да не покаже синови наследници на своето царство, со пиењето и просувањето од оваа вода, да се молиме на Господа, Господи помилуј, за да се избавиме од секва да гнев и опасност, се помолиме на Господа, Господи помилуј, Боже заштити не спаси, помилуј запази не, со Твојата благодат, Господи помилуј, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владица наша Богородица, сегашна Марија, сите свети, самите себе еден друг, и сиот на живот на Христа, Бога да го предадеме Тебе, Господи, зашто Тебе Ти билека сега слава, чест, поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, се и сегаш и вечни векови. Амин. Мир на сите духове Твоему, нашите глави да ги преклонени пред Господ, Тебе, Господи, Господи, кој си благолил да се крстиш во Јордан, и да ги осветиш Твоите, преклони го Твоето уво, послушани и благословени сите нас, кои се преклонувани на знак на главите, означуваме знак на покорност и удостојно се исполними за Твоето светување, преку пречувањето од оваа вода, и да ни да Господи за здравје и решете на душата и телото, да Ти си наше осветување, да Ве слава, да Го Христове, со безпочетниот Твојот, да се пресветиот и благиот, и живот пред си и сегаш и вечни векови. Амин. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Си направил со својот збор и си наредил земјата да раѓа многоразлични плодови за наслада и храна наша, кои дете момчини Даниел кои биле во Вавилон, хранејќи ги со семе си ги покажал посвети од они што били со сласт храните. Ти самиот се благ цару благослови ги овие семе со различни плодови и освети ги оние чијато од нив што да слава и слава и чест на успението на пресвета Богородица и за спомен оние што починал благочестија верова се пресветот раби, зато добар Боже оние што го красиле и извршуваат спомен подарим се што проса спасение за нас на Твоите вечни блага. Помолете да на пречиста владица наша Богородица, сегашна Марија, често успени го спомнуваме на сите Твои свети. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебото виното со Твојот светок, сега и сегаш и вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебото виното со Твојот светок, сега и сегаш и вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебото виното со Твојот светок, сега и сегаш и вечни векови. Амин. Što si blag i čovekoljubiv Bog, i na Tebe slava Ti voznесуваме, на Отца и Сина. Ја ти мученице, же добре страдалче, слобачи и венчаше ся, молите сяко Господу, помилувате ся душа нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеников радование, им же проповед Троица единосушная. Исаиле, кое дева име во чреве, роди сина Емануила, Бога же и человека, востоке имя Ему, Его же величајуще деву блажаем. Христос посреди нас, кажи еј ке биде. Еј ке биде, кажи. Еј ке биде. Христос посреди нас, еј ке биде. Христос посреди нас, еј ке биде. Вакни си лепшото му. До година повесели поброја селото, повеќе сватби клешки во селото. Клешки да има така да... Ајде една порака до сите наши македонци. Каде ти е да се наоѓаат, било во Сопот, односно било во Марена,
било во Кавадарци, било во Вардарскиот дел на Македонија, Република Македонија, било во Пиринскиот, Егејскиот, во Америка, Австралија, Канада и во Европската Унија. Дали е убаво да се дојдат дома барем еднаш да ги отварат оние стари зараѓени катанци од семејните куќи на нивните дедовци и баби, затоа што вика старите е пулово место од родното нема никаде. Така е. Јас сум имал прилика да одам, да речеме, и у други држави, и у странство. Желба никаш. Прилик сум имал, ал желба никаква. А младите, а би порачал на сите, прво да си ја барат родата и да си ја поштуваат од ти. Колку ќе поштуиш, толку ќе те поштуваат. Ништо не е тешко на некој да му рече добар ден, некој познаник. Така е. Он кога ќе заврте главата, друг пат нема добар ден, нели, денеска. Апел тоа е да се поштуваат и јас. Гледам да се изгрешам сами од себе подобро него на некој да му сгрешам, барем. Така ја се чувствувам, нечу надоше никој да ме земе. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Марена за селската летна слава Голема Богоројца, но морав да се заминам од ова село, затоа што ме чекаат и другите тиквишки села и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека во селото Марена повторно ќе дојдам, за да Господ на сите нам живот и здравје да ни дава.